на пат за Витлеем. За Божиќ сите се подготвуваме на свој начин и претежно со некои надворешни работи. Ги украсуваме нашите домови и работни простории, купуваме подароци, меѓутоа, дали од овие работи добиваме нешто внатрешно? По-конкретно, дали духовно растеме од овие работи? Ако се фокусираме само на надворешното, како тогаш ќе го негуваме и поправиме внатрешното? Кога доаѓа Божиќ, луѓето генерално се чувствуваат уморни од украсување, пазарење, готвење, чистење. За некој тоа изгледа речиси апокалиптичен настан. Можеби затоа што не се фокусираме на соодветната подготовка за ова свето време, очекувајќи го рождеството на нашиот Господ. Но како можеме да се подготвиме за празникот раѓање Христово, Божиќ? Црквата ни дава неколку препораки и првата од неа е да ја зајакнеме молитвата. Двете големи движења на душата отсекогаш биле повлекување и враќање. Повлекување во Божјото присуство преку молитва за да добиеме сила. Без молитва квалитетот на нашето служење опаѓа. Без молитва го забораваме светот, се подсетуваме на него преку молитвата. Овој пост е време да се подсетиме дека се движиме, дишиме и постоиме во Бога и мораме да бидеме со него и свесно во него, за да можеме да имаме автентична љубов и однос со другите. Втората работа е милостина. Да се дава милостина. Има нешто навистина убаво кога се даваат пари, можеби уште поважно во овие тешки времења е да се подари нашето време на другите, на оние кои имаат потреба од заедништво, близина, друштво, посебно за Божиќ. Можеме да се бориме и против угодувањето на самите себе, со откажување од одредени работи и сето тоа од што ќе се откажеме да го подариме на другите бесплатно. Свети Иван Златус пишува: не е доволно да се помагаат сиромашните. На нив треба да им помогнеме и великодушно и без да мрмориме. И не е доволно да им помогнеме без мрморење. Тоа треба да го правиме со радост и задоволство. Кога им се помага на сиромашните, мора да бидат присутни овие два услови: великодушност и радост. Сетете се на некои светци кои црквата ги чествува во овој период. Посебно во постот, црквата ни препорачува да читаме за нивните животи и да ги чествуваме нивните споменденови. Се разбира, го празнуваме празникот Свети Никола затоа што обично се слави во овој период од годината, но што е со другите? Го славиме и зачнувањето на Света Ана, се подсетуваме и на нашата пресвета мајка, на незините родители Јоаким и Јана и нивната улога во историјата на спасението, споменот на првомаченикот Стефан, и тој може да се почитува поради неговиот богоугоден пример. Потоа знаеме да го чествуваме и прекрасниот Свети Василий, кој со голема интелигенција зборуваше за теми од своето време, така што ја преобрази црквата. Следната работа е појдете на исповед. Некому можеби и му изгледа тешко да се оди на исповед. Тешко е кога имаш гревови да се исповедаш, тешко е кога си мислиш дека немаш гревови. Така и си го полниш мозокот, без да си свесен дека имаш направено гревови. Затоа што не си бил милосрден, не си простувал, не си живеал четно во чистота, си бил соблаза, лош пример, мрзелив или неумерен во јадењето и пиењето,
си употребувал лоши и неморални зборови, си оговарал. Не е лесно да се извадат на виделина нашите несовршености, а сепак тоа е првиот чекор за да се откажеме од нив. Едноставно само треба да кажеме сгрешив. Тоа се моите гревови. Тоа е се што треба да кажете. Не треба да зборувате за туѓите гревови или за своите добри дела, туку треба да ги кажете само собствените гревови. Блажени се оние што тагуваат, бидејќи токму во таа тага, во таа жалост, ќе најдат и утеха. Во телесната подготовка за божитните празници, да не пропуштиме да го откриеме искуството на реалноста на Христовото раѓање. Не треба да доаѓаме на богослужбите затоа што тоа е нешто што обично го правиме или нешто според традицијата или нешто дополнително покрај другото. Туку нашиот фокус треба да биде единствено на тој величествен настан. Истото може да се каже и светата вечера на патник. Ако не сме постели, ако не сме се молели, ако не им помагаме на сиромашните, или ако сме алчни, горделиви и себични, или ако сме непријателски настроени кон другите, имаме омраза и лоша волја, или се радуваме на туѓи несреќи, страдања, болести, тогаш нема смисла сето тоа. Тоа станува празен ритуал. Само уште една работа, затоа што сите така прават. Па да размислиме за овие работи. Сметам дека може да ни бидат од голема корист. На пат за Витлеем.